Добра вечер, почитувани гледачи. 30 мај 2013 година. Ова е терминот за вести на регионалната КТВ телевизија. Започнуваме со подготвените содржини за вечерва. Од вчера програмата на КТВ телевизија можете да ја следите и со дигитален сигнал преку УАН операторот. Телевизиите што ќе ги исполнат условите ќе емитуваат дигитално, се огласија со соопштение денеска од операторот УАН. Компанијата УАН, избрана на тендер да ја спроведе дигитализацијата во Македонија, денеска соопшти дека е комплетно подготвена целиот процес да профункционира на предвидениот датум 1 јуни. Од УАН тврдат дека сите национални и регионални телевизии во Македонија кои добиле лиценца од Советот за радиодифузија и кои потпишале договор со нив и навреме ја обезбедиле потребната техничка опрема, на 1 јуни ќе бидат емитувани дигитално преку платформата на УАН. До овој момент, според соопштението на дигиталната платформа на УАН, се поврзани сите национални телевизии и дел од регионалните. Останатите регионални телевизии ќе бидат приклучени на дигиталната платформа, како што ќе ги исполнуваат техничките услови. За секоја ново додадена телевизија, УАН континуирано и навремено ќе ги информира гледачите преку порака која ќе се појави на нивните ТВ екрани доколку имаат дигитален приемник сет-топ бокс на УАН, а сите останати на инфоканалот, како и на веб страната на УАН во доменот дигитализација, соопштува УАН и апелира до граѓаните кои досега ја следеле телевизиската програма аналогно со антена, доколку не набавиле дигитален приемник, тоа да го сторат до 1 јуни, за да можат да ги следат програмите дигитално. Дигиталните ТВ приемници на УАН, сет-топ бокс уреди, можат да се набават во сите продажни салони и дистрибутивната мрежа на УАН и во поголемите ланци на продавници за техничка стока во Македонија, АМЦ Сет компјутери, односно во над 1000 продажни места низ земјава. Од вчера и телевизија КТВ емитува дигитален сигнал, што значи е меѓу првите ТВ станици во земјава и прва во регионот, што ги исполнија техничките услови за приклучување на дигиталниот мултиплексер на УАН. Уште еднаш известуваме дека од сабота 1 јуни, кога започнува и дигитализацијата, вестите на КТВ телевизија ќе ги следите во нов термин, значи првото издание ќе го емитуваме во 17 часот и 30 минути, а второто издание на вестите останува во 22:30. Директорот на винарската визба по Вардарија од Неготино Ванчо Кузманов денеска изјави дека визбата исплатила 90% од лани купеното грозје. 90% од ланско грозје веќе им исплатено на лозарите и останува да се исплатат уште мал дел на финансиски средства, соопшти директорот на втората поголемина винарска визба во Македонија по Вардарија од Неготино Ванчо Кузманов. До 15 јуни ќе ја заокружиме финансиската конструкција и грозјето ќе го платиме во целост на нашите кооперанти и лозари со кои соработуваме. Соработката ќе продолжи во иднина во интерес на двете страни. Ние како винарска визба веќе се подготвуваме спремни да ја дочекаме и наредната гроздоверска сезона, рече Кузманов. Тој изрази надеж дека лозарите кои традиционално го носат грозјето во Повардарија ќе имаат разбирање за задоцнувањето кога е во прашање исплатата на грозјето, но рече дека тие мораат да имаат во предвид дека и самите винарски визби имаат своји проблеми кои треба тековно да ги решаваат. 11 винарски визби од Македонија се представуваат на саемот Интервине во Кина. Тиквеш, Стоби, Сковин, Делвина, Попов, Бовин, Камник, Дудин, Езимит и Мако и Попова кула се македонските винари кои заедно се представуваат на 10-тото издание на саемот Интервине во Кина. Заедно со виното се презентираат и туристичките и инвестиционите потенцијали на Македонија. Ова е најголемиот саем во областа Гвандонг, Јужна Кина, на кој своите вина ги презентираат повеќе од 500 изложувачи од 20 земји од светот и истиот привлекува повеќе од 20.000 увозници и дистрибутери на вино од цела Кина. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, согласно програмата за поддршка на извозот на македонски производи, обезбеди финансиска поддршка за простор и штанд од 120 метри квадратни за македонски компании, производители на вино. Во организација на саемот се вклучени Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, Агенцијата за поддршка на туризмот и Сдруженијето Вина од Македонија, како и Амбасадата на Република
Република Македонија во Народна Република Кина. Во рамките на сајмот е предвидена дегустација на македонските вина од сортата Вранец. На надпреварот за вино кој се одржа во склоп на сајмот учествуваа 130 вина од 20 земји од светот. Наградени беа македонските вина Вранец Веритас 2011 од винаријата Стоби за најдобро црвено вино, како и виното Дисан 2010 од винаријата Бовин за најдобро оценето вино во категоријата најдобар сооднос на цена и квалитет. Митрополитот на Повардарската епархија денеска се приклучи на 50-темина потписници на манифестот за неменување на името на земјава. Тој упатува остри критики за амбасадорот на Европската Унија, Иво Орав. Владиката ја критикува Европа и ја нарекува дом на корумпирана бирократија, политичко лицемерие, неморал. Преговорите во суштина имаат за цел единствено промена на македонскиот национален идентитет и на македонскиот јазик, што се разбира дека ќе доведе и до промена на името на Македонската православна црква. Од Македонија се бара абсурдното и невозможното. Промената на името не треба и не смее да биде третирано како дневно политичко прашање. За нас македонците секоја додавка или придавка кон нашето име ќе има суштински поместување во нашиот национален идентитет, пишува Агат Ангел и нагласува дека повеќе од 20 години се вршел притисок врз македонското национално битие. Наша единствена алтернатива како македонско општество и како македонски народ е да напредуваме во добрината, работливоста, мирољубливоста и хуманоста. Овие доблести никој нема да ни ги подари, туку треба самите да ги усвоиме и да ги живееме. Европа е лулка на културата, слободата, цивилизацијата и науката. Овие европски вредности треба да се стремиме да ги усвоиме. Политичкото слепило и лицемерие е особено јасно видливо од последната изјава на господинот Иво Орав, кој во својство на грчки амбасадор и адвокат ни покажа дека не прави разлика помеѓу тоа што представува вето, а што консензус. За разлика од него, хашките судии и голем број светски интелектуалци го немаат овој дислексичен проблем. Крајно време е некој на овој господин да му укаже дека тој не е амбасадор во вашата земја, туку во Република Македонија и дека неговото инсистирање на вакво ословување на државата домакин е налудничав нацизам, преоблечен во наводна дипломатска смиреност и студенило, својствен за Гебелс и неговите нови следбеници, нагласува македонскиот владика. Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека се врши измена на возниот ред на бесплатниот градски автобус кој се обраќа на релација Ваташа-Кавадарци, Глишик-Марена. Измената се однесува само на утринскиот термин на поаѓање од првата постојка во Ваташа. Со новиот режим на линијата, почетното возење на наведената релација наместо во 7 часот и 30 минути како досега, ќе стартува во 8 часот и 15 минути. Измената во режимот на возење на бесплатниот градски автобус стапува на сила од 3 јуни, понеделник 2013 година. Општината информира исто така дека второто возење од Марена кон Кавадарци ќе се обавува во истиот термин како досега. Пушењето цигари секоја година убива околу 6 милиони лица на планетава. Глобалната епидемија на пушење цигари секоја година предизвикува смрт на околу 6 милиони жители на планетата, како и на околу 600.000 лица кои не се пушачи, но страдаат од пасивно пушење, предупреди Светската здравствена организација по повод утрешниот ден, Светски ден без цигари. Ако владите во светот не ги превземат неопходните мерки до 2030 година, директните жртви на употребата на цигари ќе се зголемат на 8 милиони годишно, сметаат експертите на Светска здравствена организација, истакнувајќи дека пушењето цигари е првата и најголема причина за смрт во светски рамки. Истражувањата покажуваат дека во Европската Унија пушењето ја причинува смртта на повеќе од половина милион лица секоја година. Се смета дека 25% од сите смртни случаи предизвикани од рак и 15% од сите смртни случаи во Европската Унија можат да бидат припишани на пушењето цигари. Според последните податоци на европската статистика, пасивното пушење ја причинува смртта на над 16.000 непушачи меѓу населението на Европската Унија. Целта на предстојниот Светски ден без цигари е да ги натера земјите во светот да ја почитуваат рамковната конвенција на СЗО за борба против пушењето цигари, да воведат строги мерки за луѓето кои почнуваат да пушат или продолжуваат да пушат, со цел да се намали нивниот број во светски рамки и да се воведе целосна забрана на стимулирање и спонзорирање реклами на тутунски производи.
Министерството за финансии донесе одлука за зголемување на акцизите за алкохолот и цигарите. Цената на пивото и останатите алкохолни пијалоци, како и цигарите, ќе се зголеми. Министерството за финансии подготвува нови измени на законот за акцизите, кои во собранието ќе се носат во скратена постапка, а со нив се предвидува зголемување на акцизите за цигарите и алкохолните пијалоци. Министерот за финансии Зоран Ставровски истакна дека постепено ќе се зголемуваат акцизите со цел да има помало оптоварување во овие категории. Со новите измени акцизата на пивото ќе се зголеми за 3 до 4 денари по литар за степен на алкохол, а од 1,25 на 1,65 денари по литар за степен екстракт. Акцизата за чистиот алкохол ќе порасне од 300 на 340 денари за литар. Ставревски информира дека зголемувањето на акцизите кај алкохолните пијалоци ќе се носи постепено и усогласено затоа што социоекономските услови не дозволуваат директно усогласување со нивото на акцизите во Европската Унија. Исто така предвидено е акцизата за цигарите постепено да се зголемува, а од 1 јули заклучно со 1 јули 2015 година стапките на специфичната и минималната акциза на цигарите ќе се зголемат за 0,15 денари по парче во секоја година, а од 1 јули 2016 година заклучно со 1 јули 2023 година за 0,20 денари по парче во секоја година. Од 1 јули наредната година, заклучно со 1 јули 2023 година, износот на акцизата на тутун за пушење, како фино сечкан тутун, ќе се зголемува за 50 денари по килограм во секоја година. Поради недостиг на работа, текстилните компании најавуваат отпуштање на работници. Состојбата во овој сектор станува алармантна, бидејќи драстично се намалени нарачките за македонската текстилна индустрија. Дополнителен проблем во овој сектор се јавува и поради нееднаквиот третман на државата кон домашните фирми во споредба со странските инвеститори кои имаат низ за поволности. Со помагањето на земјоделството и туризмот се испреќа индиректна порака дека тоа се гранките на едината на нашето општество, се пожалија од кластерот за текстил. Од 2 до 3 фирми во јуни се предвидува да бидат отпуштени од 1000 до 2000 работници. Текстилците се пожалија на застарена технологија и немање доволно стручни кадри. Тие бараат надлежните итно да интервенираат за да се намали трендот на опаѓање на производството. Текстилците порачаат дека е потребна стратегија за да се обезбеди продуктивна и квалитетна работа. Исто така се изјаснија дека паузата за појадок и ручек не треба да влегува во ефективното работно време и да се плаќа. Чуден е фактот како македонската текстилна индустрија може да извезува, а не може да реализира пласман на домашниот пазар. Според последното направено истражување од вкупниот број на вработени во индустријата, околу 33% припаѓаат на текстилот. Според остварените приливи, оваа гранка го зазема второто место ведно зад металургијата. Се смета дека годишно просечниот бруто девизен прилив од текстилната индустрија изнесува околу 560 милиони евра. Сдруженијата на пензионери од Вардарскиот регион на договорена средба се сретнаа во Валандово. Кавадаречкото сдружение на домашен терен детализираше и датуми за активности предвидени на домашната сцена. Во улога на домаќин Валандово годинава ги собра на свој терен Сдруженијата на пензионери од Вардарскиот регион. Вкупно 10 здруженија договараат термин за престојните заеднички активности, а за деталите од средбата во изјава за КТВ говори председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анѓушев. Ги определуваме термините, во кои термини да ќе гостуваме и ќе настапуваме таму. Тоа е основната цел, ние во Валандово се договоривме. Така да ова година домаќини ќе бидат пензионерите пеат од така се вика манифестацијата Валандово на 3 јули, во август ќе бидеме во Битола ќе бидат домаќини, во септември Гевгелија, во октомври ќе биде Неготино, во ноември Велес. Надвор од заедница Кавадаречкото сдружение детализираше и датуми за активности на домашен терен. Според Анѓушев станува збор за повеќе настапи на пеачката група. Сега работиме со пеачката група и спортистите. Пеачката група ние прошла недела настапивме на 18 настапивме во Велес на регионалната ревија на песни и игри, кај што беме убедливо најдобра здружение од Вардарскиот регион, така да сега ние на 4 јуни ќе настапуваме на републичката ревија на песни и игри која се одржува во Универзитетска сала во Скопје. Потоа имаме активности на 16 јуни, знаете овде Кавадарци ние е денот на средното на 12 вратачки деца. Ќе настапиме таму.
Тогаш ни се гости Сдруженијето на пензионери од Кочани, со кои сме збратимини, имаме исто така традиционално добра соработка со нив и тие ќе ни бидат гости. Па на 22 јуни ќе учествуваме на манифестацијата во Росоман, затоа што ние сме Сдружение на пензионери Кавадарци и Росоман. Знаете, таму е Праскобер, така да и таму ќе настапиме пред граѓаните од општина Росоман. Дека припадниците на третата доба доста успешно се снаоѓаат и во делот на спортот, покажуваат пехарите и новите активности во ова поле. Месец дена уназад се подготвуваме. Ние ова година регионалните спортски игри се одржуваат во Неготино. Они се домаќини на овие спортски игри, така да ние два пати на регионалните спортски игри бевме победници, севкупни победници во Валандово и во Гевгелија претходните години. И настојаваме, ако можеме да успееме и ова година по трет пат да бидеме први, да го задржиме пехот во трајно собственост да биде на Кавадарци. И вас ви честитам на добената концесија за дигиталната телевизија и посакувам многу успех. Од културата. Со представата Лазо во изведба на актерите од театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе, синоќа беше затворена годинашната официјална театарска сезона. Прикажувањето на представата имаше и помалку символично значење, а ја следеше и градоначалникот Александар Панов. 4 години од возобновувањето на театарот. Во последната недела на мај 2009 година, градоначалникот Александар Панов имаше состанок со актерите во Кавадаричкиот театар, на кој се разговараше како и на кој начин да се подигне од летаргичноста театарската дејност во градот, која години пред тоа едвам им нудеше на кавадарчани премиерна представа. На тој состанок беше договорено со помош на општината да се направат напори за заживување на театарот. 4 години по тој состанок резултатите се видливи. Професионалните актери вработени во Домот на културата, како и 20-тината активни актери аматери на кавадаречката публика и понудија 10 премиери на познати и адаптирани театарски текстови, како и 5 новогодишни представи. Кавадаречката публика имаше можност да ги гледа представите Болва Вуво, Петли, Џон Пиплфокс, Дупло дно, Хамлет од Долна Бошава, Ицето и Јулето, ЦСИПД, Газда Страшо, последната представа Лазо, како и култниот текст на Нушич, Господја министерка, прикажан во чест на јубилејот на актерката Милица Гочевска, во која брилираше. Беа ангажирани како гости режисери Мите Грозданов, Душко Наумовски и Витанов. Представите имаа извонредна гледаност пред преполн салон, а постигна успех на гостувањата во останатите македонски градови, како и на театарските смотри во Кочани. Можам да кажам дека една од работите од кои што навистина во голем процент сум задоволен, тоа е токму театарот во Кавадарци. Не само заради тоа што ова беше и моја покрај другите и моја лична желба да во Кавадарци го возобновиме театарот, затоа што памтиме времење кога Кавадарци имаше театар, кога освен комедија се прикажува и други жанрови, кога правевме богата размена со театрите ширум Македонија и мислам дека навистина созреа времето кога може да се пофалиме како град дека извезуваме ваков вид на уметност и навистина се гордеам, лично се гордеам со тоа што на Кавадарци му се случи да има такви млади ентузијасти и да тие луѓе со поддршка на Домот на културата и со помош на локалната самоуправа функционираат. Останува делот кој што не е довршен, тоа е нашиот дел или делот на локалната самоуправа, тоа е да ангажираме на повисоко ниво артисти во овој театар, односно да тие бидат платени, бидејќи знам дека ентузијазмот и желбата да се работи во театар спласнува доколку се нема пари за тоа и доколку изворот на екзистенција од друго место, а тука сепак стожерот мора да го поткраниме со еден професионален или барем полупрофесионален ангажман. Токму заради тоа ова прилика би сакал да ја искористам на некој начин одбележување 4 години од востановувањето или возобновувањето на театарот во Кавадарци, да истовремено и дадам јавно ветување дека делот на финансискиот дел ќе биде дел кој што ќе биде грижа и моја и на локалната самоуправа, за да имаме веќе понатаму стабилни театарски представи и да го извозуваме овој продукт ширум Македонија, па зошто да не и подалеку.
Вчера аматерскиот театар Мирка Гинова од Демир Капија со детската сказна Убавицата и шумскиот звери представата Парите се отепувачка се представија на 49-тото издание на драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Пред неколку дена со настапот на аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше крената завесата на 49-тото издание на драмскиот фестивал на Република Македонија што се одржува во градот Кочани. Актерите на театарот од овој град се представија со пиесата Грк и весела склероза во режија на Перо Даниловски. Овој фестивал се одржува 6 фестивалски денови, а ќе бидат изведени 15 театарски представи на аматерски драмски групи и ансамбли од Демир Капија, Неготино, Куманово, Скопје, Виница, како и ансамбли од Словенија и Србија. Додека трае овој традиционален драмски фестивал, на кочанската сцена ќе се откријат поречките креации на аматерите кои преку театарските дела создадени на домашната и меѓународната аматерска театарска сцена ќе овозможат едно несекојдневно доживување. На овој аматерски драмски фестивал, аматерскиот театар при Домот на културата Мирка Гинова вчера успешно се представи пред кочанската публика, изведувајќи 2 представи. Младите актери ја изведоа детската сказна Убавицата и шумскиот звер во режија и драматизација на писателот Мице Пашоевски, а пак возрастните актери успешно ја изведоа печалбарската пиеса Парите се отепувачка од Ристо Крле, а во режија на Томе Атанасов. Жири комисијата во состав на актерите Изабела Новотни и Кристина Атанасова Арсова, како и театарскиот организатор Русе Арсов, дадоа позитивна оценка и за двете изведени представи, пофалувајќи ги актерите за успешно одиграните улоги, а посебно за активноста на Домот на културата Мирка Гинова од Демир Капија, која годинава ја имаше таа среќа да настапи на овој фестивал со 2 пиеси, имајќи во обзир дека на овој фестивал биле пријавени за учество 46 пиеси подготвени од домови и од центри за култура од ширум нашава земја. На крајот на овој фестивал, жири комисијата ќе ги истакне кои представи се најуспешно изведени и при тоа ќе бидат доделени наградите и признанијата. Инаку актерите при аматерскиот театар од Демир Капија деновиве ќе продолжат со гостување со споменатите пиеси во градовите со кои Домот на културата има воспоставено културна соработка. Доволно дрва за огрев има на плацот во подружница на македонски шуми во Демир Капија. Жителите на Диквешијата кои обезбедуваат дрва за огрев од подружницата на македонски шуми Демир Капија од Демир Капија не треба да стравуваат дека годинава ќе останат без огрев. Дрва има доволно за сите, соопшти денес директорот на подружницата на македонски шуми од оваа општина Јован Јованов. Освен што тие редовно вршат сечење на маркираните дрва во шумата со која стопанисуваат, на плацот на подружницата има и залиха, нагласи Јованов. Годинава според планот, оваа подружница треба да исече околу 10.000 кубици дрва. Веќе има организирано обезбедување на дрва за огрев преку синдикални организации или здруженија. 1 кубик огревно дрво ЗАП се продава за 2450 денари. Јованов нагласува дека секој што е заинтересиран за дрва за огрев треба само да ја посети нивната подружница во Демир Капија. Во петокот се одржа тениски турнир Кавадарци Опен на терените на тенискиот клуб Црна река, на кој учество зема 18 тенисери, меѓу кои и 3 тенисерки. Надпреварите се игра на 9 добиени гемови. Во првиот дел надпреварите се одигра во 4 групи, каде најдобрите 20 играчи од секоја група се пласира во четвртфинале. Во вториот дел беше формиран така наречен костур на надпревари, по кој се играше се до полуфиналните двојки, каде се соочија Киро Малинков против Џоко Наумчев и Лазар Толев против Кристина Коцева во второто полуфинале. Поуспешните во полуфиналните двојки беа Киро Малинков и Лазар Толев, кој во средата го одигра финалето на турнирот. Победник во финалето беше Лазар Толев, кој успеа да го совлада Малинков со 2:0 во сетови, 6:4 и 6:1. Инаку Лазар Толев е член на тенискиот клуб Кристал од Ваташа и е еден од најмладите тенисери во градот кој успеа да го освои турнирот Кавадарци Опен 2013. Времето утре претежно сончево, ветровито и со пат на температурите. Максималната дневна утре ќе достигне до 26 степени. Гледавте вести на регионалната КТВ, доколку нешто пропуштивме, а и нешто повеќе ќе најдете на нашиот интернет портал
www.ktv.mk. Имајте пријатни мигови со нашата програма, а сега следете не и со дигитален сигнал. Секој добро.